Драги сопартици, ги поканувам на сцена кандидатите за пратеници во изборната единица 4. Павлина Георгиева, Тони Гражданлиев, Александар Галапчев, Дејанчо Ефтимов, Јоко Камчев, Нада Ципушева, кандидатот за пратеник од општина Струмица Васил Пишев, кандидатот за пратеник од општина Струмица Ванковер Манчев. А сега, браќа и сестри, ги повикувам кандидатите за пратеници од општина Струмица да се обратат на своите сограѓани. Господине Васил Пишев, повелете. Добро вечер, Струмица! Добро вечер, Македонија! Добро вечер, Дабиле, Муртино, Габрово, Банско, Куклиш, Добрејци, Проселиково, Баница, Волоча, Велуса, Костурино, Баловци, Раборци, Попчево и Рич. Добро вечер, браќа и сестри! Да ве видам, ајде главата горе, гордо, главата горе. Станете македонци, станете струмичани, станете патриоти. Зар заборавивте дека ова е најубавата земја на светот? Земја на Александар, земја на Гоце и Даме, земја на Ченто, земја на мајка Тереза. Ова е земја на загинатите херои од 2001 година, на загинатите од диво населе. Станете Унија на млади сили, станете Унија на жени, ветерани! Струмица е градот на славните 5 загинати студенти заради патриотски идеали. Градот на Борис Трајковски, Гоце Арнаудов, Кочо Агушев. Струмица е славен град. Каква федерализација, каква двојазичност. Ние сме бедем кој стои под знамето на татковината и на ВМРО ДПМН. Додека одиме, додека дишиме, нема да има ниту двојазичност, ниту федерализација. Почитуван председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, почитувани членови на извршниот комитет. Со што да почнам, ако не со него? Со човекот кој не знае што прави, што зборува. Го гледам овие денови на телевизија, прави со телевизискиот спот, каде што вели, јас потекнувам од честна фамилија. А татко му има судска пресуда за крадење струја. Татко му има судска пресуда за затујување на данок. Првиот брачунет исто така затајување на данок, судска пресуда. Крушата паѓа под круша. Тоа ли е, Зоране, твојата честна фамилија? Господи Боже, прости му, не знае што прави. Човекот е шамандосан. Се умислил дека е Месија, лично земен од Господ
и ставен да ја води опозицијата. Ја води тој новопропас. Месија ја сгреши Месијата. Да, тој е црпнат. Заев не лаже и кога вели дека е црпнат, ама не од Бог, туку од надворешен фактор. Месијата има мисија да ја разобличи Македонија. Тој на неколку пати сам си го кажа. На еден албански лидер му пиша: ме спремаат од надвор, ке имаме убави перспективи. На жената на криминалецот Чауш и пишал: не грижи се, знаеш кој стои за нас. Човекот кој го црпна странците, за кој тој мисли дека си е Бог, мора да биде странски измекар. Тој сака да слугува. Без око да му трепне, неколку пати јасно и гласно кажа дека ќе го вовел албанскиот јазик како втор службен. Дека рамковниот договор треба да биде надограден. Во програмата си напишал јасно дека треба да се децентрализираат полицијските структури и така натаму. Те прашувам, Зорене, од тука, каде се твоите бомби за тебе, твоето семејство, твоите соработници, каде се за новинарите, странците, што тие помпезно ги најавуваше? Не, такво нешто не постоеше. Тоа беше само сценарио, браки и сестри, за да се удреме еден со друг. Ми се гадаше сликата во Скопје, кога гледав како ги уништуваше институциите во Скопје. Тој ли ќе биде премиер? Тука во Струмица го викаме човеко од 1 евро. Тој е уникатен случај. Може би за музеј кој евро по евро си стана милионер, и тоа како што вели во тој режим. Почитувани, во ова кампања ги поминав сите населени места, од врата до врата, куќа по куќа. И што да видам? Човекот кој на секој интервју вели дека не може да му се верува заради примерот, бидејќи направил многу за Струмица, а не ставил нити еден камен. Една керфи не ставил ни сејалта. А што живее во Скопје, тој, например, во Дабеле ставил асфалт до пола кај што живеат гласачи на СДСМ. А кај што живеат гласачи на ВМРО, нема асфалт. Страшно нешто. Во Дабеле нема канализација. Во Муртино исто. Патиштата се како армоника. Тоа ли е личен пример? Личен пример ли е да бидеш единствен аболициран криминалец во Македонија? Ние струмичани добро знаеме што направи за глобал. Личен пример ли е да ги имаш пола од фирмите во Струмица, да правиш милиони евра, а на луѓето едвај да ја даваш 8-9 денари, и тоа некој пати на рати. Кого ли лаже човекот? Сам ли се лаже, мисли дека нас не лаже. Интересен човек е Заев, а за една, а излажа. Но ние денес имаме голема одговорност да ја зачуваме Република Македонија. Почитувани, како генерација имаме историска одговорност. Затоа, на 11 декември, масовно станати од Сабајле, вооружени со пенкало и патриотска мисла, и одиме да заокружиме број 1. Број 1. Македонија е број 1 на Балканот на бизнис. Македонија е број 1 во нашите срца. Со крената глава на 11 декември
ќе бидеме генерација за кои ќе решат нашите деца. Тие победија мрачните сценарија. Дедо ми победи во битката, Македонија остана унитарна. Прадедо ми победи во битката, Македонија да биде силна економска. Ајде да победиме за нашите деца, за нашите внуци. Тоа им го должиме. Ние тоа го можеме. Бог да не благослови сите нас, да сте живи и здрави, да живее ВМРО ДПМН, да живее лидерот на најнамокната партија во Македонија, Никола Груевски, да живее Струмица, да живее Македонија.